Први случај на мајмунски сипаници во Македонија. Цените на храната растат. Трамп го удри Харвард. Италија со нов удар за возачите на дизел. Водата и нејзината клучна улога во слабењето. ЕУ воведува нов дигитален систем за контрола на границите. Во Македонија се потврдени првите 2 случаи на мајмунски сипаници кај луѓе. Институтот за јавно здравје извести дека лабораториски биле дијагностицирани 2 пациенти и им е препорачана посета на инфективната клиника. Состојбата на заразените се уште не е објавена, но експертите апелираат на внимателност. Мајмунската сипаница предизвикува кожни иритации и често се пренесува преку близок телесен контакт. Светската здравствена организација во 2024 година прогласи највисоко ниво на тревога поради појава на мутирана, позаразна варијанта во Конго. Симптомите вклучуваат треска, болки во главата и мускулите и отечени лимфни јазли. Според Светската здравствена организација, вакцинацијата против човечки сипаници покажува ефект и против мајмунски. Иако вирусот е присутен во Африка од 1958 година, неговата појава во Европа и сега во Македонија ја отвора потребата за следење и превенција. Вирусот е зооноза, се пренесува од животни на луѓе преку каснување, контакт со крв или месо. Досега, инфекциите ретко напушта африкански територии, но новите мутации покажуваат дека ризикот расте. Цените на храната во Европа и на Балканот бележат значителен и, според многу анализи, неоправдан пораст. Здруженијата на потрошувачи и производители во ЕУ кажуваат дека земјоделците добиваат се помалку за своите производи, додека профитите се концентрираат кај големите преработувачи и супермаркети. Во Бугарија, како одговор на инфлацијата, владата инвестира околу 5 милиони евра за отворање на 1500 продавници за народот со ограничена маржа од 10%, кои ќе продаваат претежно локални производи. Во Македонија, на 31 јануари 2025 година, се одржа масовен бојкот на супермаркетите, што резултираше со пад на приходите на 8 најголеми синџири за речиси 47% во еден ден. Слични бојкоти се случија и во други земји од регионот, како Хрватска, Србија и Црна Гора, каде што граѓаните протестираат против високите цени и обвинувањата за договарање на цени од страна на големите трговски синџири. Во Македонија, премиерот Христијан Мицкоски изјави дека владините мерки довеле до намалување на цените на храната, иако синдикалните организации се уште ја анализираат состојбата. Проблемот со растот на цените на храната останува актуелен, а граѓаните и институциите продолжуваат да бараат решенија за стабилизирање на пазарот и заштита на потрошувачите. Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп го укина правото на Универзитетот Харвард да прима меѓународни студенти, што според универзитетот представува чин на одмазда кој може да предизвика голема штета. Според Министерството за внатрешна безбедност, оние што ќе се запишат ќе мора да се префрлат на други колеџи или ќе го изгубат легалниот статус. Министерката за внатрешна безбедност, Кристи Ноем, нареди поништување на сертификатот што му дозволуваше на Харвард да запишува странски студенти преку програмата за размена на студенти. Одлуката следи откако универзитетот одби да достави информации за дел од своите студенти. Ноем го обвини Харвард за поттикнување на насилство, антисемитизам и координација со кинеската комунистичка партија. Харвард реагираше остро, нарекувајќи ја мерката незаконска и нагласувајќи ја својата посветеност на меѓународните студенти и научници. Во соопштението на универзитетот се наведува дека овие студенти, кои доаѓаат од над 140 земји, го збогатуваат универзитетот и самата нација. Трамп ја обвини елитната образовна установа за поттикнување на антиамерикански, марксистички и радикално левичарски идеи, а администрацијата тврди дека приемот на странски студенти е привилегија, а не право. Особено кога приватните универзитети профитираат од високите школарини. Инцидентот ја засилува тензијата меѓу администрацијата и врвните академски институции. Од 1 октомври 2025 година, во италијанските региони Пиемонт, Ломбардија, Емилија Ромања и Венето стапуваат на сила нови ограничувања за дизел возила со Евро 5 стандард. Забраната ќе важи и за странски возила и ќе ги опфати сите градови со над 30.000 жители. Мерките, кои беа најавени уште во 2023 година, беа одложени за 2 години поради отпор од јавноста и индустријата. Секоја област има своји правила. Во Торино забраната ќе важи сезонски, во Милано целосно секој ден, во Болоња во работни денови, а во Венеција без временско ограничување. Исклучоци се предвидени само за историски возила според локалните одлуки. Собствениците на Евро 5 дизел возила кои ќе ги прекршат новите правила се соочуваат со казни од најмалку 168 евра. Повторен прекршок може да доведе и до привремена забрана за возење до 1 месец. Забранетите зони ќе бидат обележани со посебни сообраќајни знаци.
Италијанските власти велат дека мерките се неопходни заради борба против екстремното аерозагадување во северниот дел на земјата, особено во Падската низина, каде зимските месеци редовно носат алармантно високи нивоа на штетни честички во воздухот. Вистина е дека пиењето доволно вода игра клучна улога во процесот на слабење и здравието генерално. Покрај физичката активност и балансираната исхрана, внесот на вода може да го активира метаболизмот и да помогне во согорувањето повеќе калории во текот на денот. Истражувањата покажуваат дека телото по конзумирање на чаша вода го зголемува своето енергетско трошење за 24 до 30% во наредниот час, а студиите поврзани со пиењето ладна вода покажале сличен ефект, особено кај деца со прекумерна тежина. Вистина е дека пиењето вода пред оброкот може да го намали апетитот, особено кај повозрасните лица. Студиите покажуваат дека ова може да доведе до намалување на телесната тежина и подобрување на резултатите во процесот на слабење. Дополнително, вода е неопходна за правилно исфрлање на отпадните материи од организмот, што помага во превенцијата на проблеми како констипација и надуеност, кои можат да го отежнат слабењето. Вистина е и дека водата е особено важна при физичка активност. Таа ја надополнува течноста изгубена преку потењето и помага во одржување на правилната функција на мускулите и срцето. Недостатокот на вода може да доведе до побрзо трошење на мускулните клетки, што е непожелно за оние кои сакаат да ги зачуваат мускулите додека слабеат. Правилната хидратација го подобрува квалитетот на вежбањето и го олеснува процесот на слабење. Вистина е дека хидратацијата има големо влијание и врз регулацијата на телесната температура. Кога телото е добро хидрирано, полесно се прилагодува на промени во околината и го одржува оптималниот баланс на течности. Ова е особено важно за време на летните месеци или при интензивни физички активности, кога губитокот на течности е поголем. Со соодветен внес на вода се намалува ризикот од топлотен удар и други здравствени компликации. Вистина е и дека пиењето вода може да помогне во подобрување на варењето и асимилацијата на хранливите материи. Добрата хидратација го олеснува движењето на храната низ дигестивниот тракт и помага во превенцијата на проблеми како надуеност и гасови. Кога телото е дехидрирано, овој процес се успорува, што може негативно да влијае на општата енергија и чувство на благосостојба. Вистина е дека многумина често ја заменуваат жетта со глад, што може да доведе до непотребен внес на калории. Пиењето вода може да помогне да се препознае вистинската потреба на телото и да се намали нездравата желба за храна. На овој начин, водата функционира и како природен апетит контролер кој ги намалува непотребните закуски и помага во одржувањето на здрава тежина. Вистина е дека за оптимални резултати при слабењето не е доволно само да се пие вода, туку тоа треба да биде дел од целосен здрав начин на живот. Комбинацијата на редовна физичка активност, урамнотежена исхрана и соодветна хидратација создава услови за одржување на здравата телесна тежина и подобра енергија. Водата е неизоставен партнер во оваа рамнотежа и ја поддржува секоја здравствена цел. Деновиве беше постигнат привремен договор кој ќе им овозможи на земјите членки на Европската Унија постепено да воведат дигитален систем за контрола на влез и излез. Овој систем, заедно со ETIAS, долго се најавуваше и одложуваше, но сега Советот на ЕУ и Европскиот парламент се усогласија да започнат со неговата имплементација на есен 2025 година. Новите процедури на граничните премини ќе значат дека патниците од трети земји, вклучително и Македонија, ќе треба да се прилагодат на новиот начин на преминување на границите. Системот ќе овозможи дигитално евидентирање на влезовите и излезите, отпечатоците од прсти и сликите од лицето, што ќе овозможи реален временски пристап до податоците за патувачите и ќе помогне во спречување злоупотреби и пречекорување на дозволениот престој. Сепак, се очекува дека собирањето биометриски податоци може да доведе до подолги чекања на граничните премини. По воведувањето на новиот систем, ќе биде имплементиран и системот ETIAS, кој ќе овозможи издавање на дозвола за патување поврзана со пасошот, со важност до 3 години или до истекот на пасошот, што ќе олесни безбедноста и контрола на патувањата во ЕУ. Први случај на мајмунски сипаници во Македонија. Цените на храната растат. Трамп го удри Харвард. Италија со нов удар за возачите на дизел. Водата и нејзината клучна улога во слабењето. ЕУ воведува нов дигитален систем за контрола на границите.